уште еднаш ќе потенцирам. Дајте заеднички да го решиме проблемов кој еве се сложивме дека постои. Луѓето бараат зголемени субвенции за оваа година и укинување на увозот на тутун. Толку за оваа година. Тоа го бараат почитуван министер тутуно производителите. Тоа што спинувате дека имало предоткуп, одговорно тврдам, еве кажете колку до 15 декември е откупен тутун. На минимални количини. А за притисоците, во ниједна држава опозицијата ниту може, ниту има начини да врши притисоци, да се заканува или па да ветува разни придобивки на некој од органите кои ги имаат тутуно производителите. А за тој председател на Тутунско здружение што кажувате, самите тутунори не го сакаат, ниту го есапат за фактор, бидејќи е продолжена десна рака на власта и наместен од самата власт почитуван министер. Тој не може, вие одржувавте состаноци, луѓето не сакаа ни да влези, ни да присуствува Менде Стомнаровски на тие состаноци. Сите тие состаноци беа по иницијатива на иницијативниот одбор, кој го направивте парче во понатамошниот тек од кога започнаа протестите. Ги разделивте луѓето, ги искаравте меѓу себе. Но уште еднаш ќе кажам, ова е последно сега денеска што се јавувам на контрареплика, сакам јасно и гласно да слушнат сите за што се залагаме. Почитувани тутунопроизводители, апсолутно не мешаме политика, ниту има политика во досегашното делување на ВМРО-ДПМН. Ниту еднаш, како пратеници, како партиски функционери, ниту излеговме, ниту се приклучивме, иако ги поддржувавме протестите на тутунарите оваа година. Но за да не дадеме партиска нота на тие протести, кои беа предизвикани од мака, кој ги предизвика ниската откупна цена и проблемот со откупот на тутунот. Ништо друго. Ниту П од партиско влијание немаше во тие протести кои вие ги задушивте и ги поделивте тутунарите внатрешно. Затоа уште еднаш ќе кажам дека ние како ВМРО-ДПМН денеска ги изнесуваме овдека барањата на тутунопроизводителите. Да му се помогне на луѓето, да му се реши нивната мака, да се реши нивниот проблем и да се наплати потта на тутунопроизводителите. Тутунот е најтешкиот земјоделски производ за да се произведе. Многу мака, многу пот, многу труд, многу непреспани ноќи имаат тутунопроизводителите, од најмала возраст па до најстарите членови на семејствата комплетно му се вклучени во производството на тутунот. Затоа бараме, уште еднаш ќе потенцирам, не поддржуваме, не бараме политика во ова, не внесуваме политика во овој случај, бараме зголемување на субвенциите за годинешниот откуп, штетата што е направена да се обештетат тутунопроизводителите и потхитно да се укини увозот на тутунот со закон, да се поништи овој закон кој го дозволува увозот на тутун, бидејќи тоа ќе генерира проблеми во откупот на тутунот и во наредните години. Толку од политика, господине министер. Па нема од политика во овие барања. Ви благодарам.